СДСМ и нивниот извршител Талат Џафери избегаа од народот, но само моментално. Одговорност ќе има кога ќе бидат поразени. Жестоки реакции од ВМРО ДПМН откако собранискиот спикер ја отфрли иницијативата за референдум за поништување на договорот за добрососедство, повикувајќи се дека не била уставна. Над 60% од македонците поддржуваа референдум и ќе излезеа на истиот. Огромно мнозинство од истите ќе гласаа за поништување на договорот со Бугарија, а власта се исплаши од тоа. Антимакедонската СДС знаеше дека доколку на референдум излезат околу 1 милион наши сограѓани, тоа ќе биде крај за сите нивни политики и не само крај за договорот, туку и за владата и партијата која го преговараше. Левица, која даде поддршка на иницијативата на ВМРО ДПМН, смета дека Џафери наместо како председател на собранието се однесува како окупатор. Последната одлука на спикерот само го докажува фактот дека во собранието владее самоволие и тоа мора да престане. Тие најавија нова иницијатива за референдум со цел поништување на договорот за добрососедство, а доколку и таа биде отфрлена, заедно со ВМРО ДПМН ќе го блокираат собранието до целосна парализа. Пратеникот Борислав Крмов најави дека по консултациите со правните експерти ќе биде објавена точната формулација на референдумското прашање. Не може нешто што може влада да укине со обичен допис, да не може да укине народ со референдум. Ако председателот Џафери, значи се дрзне да ја одбие и оваа иницијатива, ние од Левица преминуваме во тотална блокада на собранието. Имаме договор со ВМРО ДПМН, заедно со нивните ресурси, значи ќе доведеме до тотална парализа на законодавниот дом. Значи се ќе застане. СДСМ и покрај критиките од опозицијата продолжува да го брани ставот на Џафери. Иницијативата била неуставна, а ВМРО ДПМН знаеле дека нема да успее. Очигледно е тоа дека ВМРО ДПМН однапред знаеше дека оваа иницијатива нема да помине затоа што е спротивна на уставот и ја поднесе. И многу често и во многу наврати кажувавме која е вистинската намера на опозицијата е секако да се зацкрие, да се заштити неговата фотелја Христијан Мицковски, затоа што се повеќе и погласни се проевропските политичари во редовите на ВМРО ДПМН кои што го поддржуваат процесот и кои што укажуваат дека е потребно да се даде поддршка. Дали уставот правилно се толкува во храмот на демократијата? Дали Џафери постапи правилно или ја злоупотреби функцијата, па како прв меѓу еднаквите направи нешто за кое нема ингеренции? Ова се само дел од прашањата кои произлегоа од отфрлањето на иницијативата за референдум. Зашто дел од експертите критикуваа дека ова ќе предизвика дополнителна поларизација помеѓу и така поделените партии. Според министерот за правда Никола Тупанчевски, иницијативата за распишување референдум имала правни аномалии и недостатоци, што ја правеле недоволно добра од правен аспект за постигнување на една замислена цел. Пред иницијативата да биде поднесена, требало да се земат предвид, како што вели, одредбите од Уставот, Законот за референдум и Собранискиот деловник. Иако опозицијата уверува дека сите овие прашања биле земени предвид.